Лично мислам дека Ахмети не ја кажува вистината. Ахмети си има своји проблеми во партијата. Тој е притиснат од трите подпредседатели кои се загрижени за својот реизбор на локалните избори што следуваат и мислам проблемот е друг. Платформата е главниот проблем. Инаку видите, многу одамна не е најбитно што за ВМРО ДПМН не е кредибилна специјалната јавна обвинителка. Многу е побитно за нас аналитичарите, за стручната јавност, па ако сакате и за општата јавност, што таа веќе не е кредибилна од причини што таа со една своја, ја нареков работа, метод на работа транге, франге, јас на тебе, ти за мене, ќе работиш како што ќе ти се кажеме ние, а тоа е меѓународната заедница и линкот што го има таа правен со Социјалдемократскиот сојуз, а поготово со Зоран Заев, самата се избруга, донесе едни одлуки кои слободно можеме да кажеме дека се скандалозни, дека се многу дека се срамни, ајде да не речам кукавички се откажа, дури и предавнички се откажа од понатамошно кривично гонење за пуч, каде што имаме обвинети сакаш лидери на политички партии, сакаш докажени криминалци, Зоран Верушевски и неговата дружина и така натаму. Одамна таа не е кредибилна и лично мислам постапката е покрената. Советот на јавни обвинители и собранието кога ќе профункционира ќе треба да прозбора за тоа како се однесува таа и за каква срамна работа има потрошено 4 милиона долари, иако мислам тоа не е најбитното. Најбитното е што таа не испорачува ефекти, не испорачува резултати за работата за која беше избрана и за која беше конституирано специјалното јавно обвинителство. А што се однесува до Дуи мислам оди кон едно распаѓање, мене многу ми е криво, јас сум имал респект кон таа партија, но погазувајќи го, видите зашто. Да кажете вие дека немате доволно аргументи да донесете одлука, а уставот е многу јасен, 20 дена имаше време мандатарот Никола Груевски да состави влада, и во тие 20 дена вие да кажете немате доволно аргументи да одлучите, па вие покажувате една голема политичка незрелост, или да не кажам веќе политичка зараѓавеност, дека вие не функционирате едноставно, не ви е на преден план иднината и сегашноста на Република Македонија, туку притиснати од некои други центри на моќ од соседството, не знаат како сега да ја протнат таа платформа. Не бидува таа работа, не помина так. Во Македонија и кај македонскиот народ не поминува таа работа. Господине Костов, што мислите, зошто Дуи толку инсистира на ова прашање за специјалното јавно обвинителство? Знаеме дека тие беа во коалиција со ВМРО ДПМН 8 години, ама од друга страна специјалното јавно обвинителство покренува постапки само против личности, функционери поранешни и актуелни од ВМРО ДПМН, нема за ниту еден од Демократската унија за интеграција. Дали се толку чувствуваат комотни или па навистина тие ништо не направиле во нивното владење од 8 години? Не, тие воопшто не може да се чувствуваат кометно, тие беа заедно во власта и не може едниот да е bad guy, другиот да е добриот. Добрица, што велиме ние. Лично мислам дека на ова прашање најмеродавен е да одговори Али Ахмети и луѓето околу него, но ако мене ме прашувате, а еве веќе ме прашувате, лично мислам дека тоа е единственото, така да се изразам во метафора, квиско на кое може да го подигнат и да кажат, еве, на ова прашање ние не можеме да се согласиме со ВМРО и нема да има влада. Видете, тоа е многу споредно прашање. На тоа прашање не се гради политика и платформа на една влада која треба да има економски развој, која треба да има развој на демократијата, на слободата и на правата на граѓаните. Тоа е прашање на правосудниот систем. Специјалното јавно обвинителство функционира, работи, но не испорачува, не покажува ефикасност. Не е Али Ахмети тој што ќе каже дали ќе му се продолжи мандатот, бидејќи сите беа во пржино, сите беа присутни таму, беше меѓународната присутна, Европската унија и амбасадорот на САД, сами договорија колку време да трае мандатот на специјалното јавно обвинителство и што е сега ќе мудруваме. Па видовме, тоа не покажа никакви резултати. Јас лично мислам и да му се продолжи мандатот, резултатите ќе изостанат, бидејќи не се однесуваат како јавни обвинители, а најмалку специјални, не носат јавно обвинителски одлуки, затоа што тие повеќе се бават со политика, а многу малку со право и кривична материја, тоа е истражување и обвинување.
Господине Костов, за крај уште едно прашање од ДУИ понатаму тврдат дека сите 5 опции за кои тие говорат и понатаму се во игра, меѓу нив се разбира и можна нова коалиција со ВМРО ДПМН, но што доколку таа не се случи, од ДУИ и самиот портпарол Бујар Османи во повеќе наврати кажува дека се свесни дека на таков начин ќе го прекршат принципот кој беше воспоставен со мајскиот договор да коалицираат победниците од двете најголеми етнички заедници. Какви реперкусии би имала една некоја таква евентуална разврска? Дали во иднина победниците кај македонската етничка заедница ќе имаат обврска да го земаат во влада победникот кај албанската политичка заедница? Па што ќе се случи во иднина, сега не можам да предвидам, но едно знам. Ако покажат недоследност во своето однесување за што на сет глас во 2008 па и во 2006, да не речам ПК и ГК, тие сами си ја сечат гранката на која седат, а ВМРО веќе добива на рейтинг, уште повеќе ќе добие бидејќи не им ја прифатили платформата, Никола Груевски покаже дека е голем државник, по секоја цена не направи влада со ВМРО, со ДУИ, и лично мислам дека тоа ќе е потек во интерес на ВМРО ДПМН, но гледано среднорочно и долгорочно, а она што процесот кој е почнат, процесот на раслојување и на распаѓање на ДУИ ќе продолжи. Тие треба едно да се изборат. Тие треба да се изборат да размислуваат со своји глави, а не она што ќе им каже Тирана или Приштина. А тие го имат тој проблем, а на тој проблем како додадеме и како редовно ги притиска меѓународната заедница. Ја не знам што е. А ќе одлучат тие да одлучуваат самостојно, веднаш ги викаат на Кале, не знам што им прават и што им кажуваат, и тие кога излезат од Кале, или пролонгираат задржување на избори, или не прават коалиција со победникот на изборите. Лично мислам дека граѓаните ова го гледат и на следните избори кои многу брзо ќе се случат, со вакви резултати ние не можеме да составиме стабилна влада, ДУИ ќе биде најголемиот губитник. Сега за сега тој не е губитник, но сите, сем ВМРО ДПМН работат во интерес тој да биде губитник и тие треба да се свестат кој им ја породи беса, кој им го отцепи крилото што сега се представува како Алијанса за албанците и во својот двор треба да се ги најдат проблемите, а не со некој си упорно инсистирање на специјалната јавна обвинителност.